Јавноста е гневна и бара власта подитно да преземе мерки со кои би се ставило крај на навредите од Џамбаски и Костадинов, кои зачестија со своите посети на Македонија и од наша почва не прогласуваат за бугари. Некои дури заговараат тие да бидат прогласени за персона нон грата и да им се забрани влез во државава, но наместо остри жестока реакција Османи во две реченизи соопшти дека внимателно ги следел изјавите и побара од Софија не да ги осуди, туку само да се огради од нив. Министерството по дипломатски пат соодветно реагира до официјална Софија, во која побара оградување од недоличните изјави кои ги повредуваат чувствата на граѓаните на Македонија и воедно сериозно им наштетуваат на напорите за унапредување на добрососедските односи меѓу двете земји. Однесувањето на властите во однос на Бугарија е садомазохизам, вели поранешниот амбасадор Мартин Треневски за ОФА. Според него, ако нема жестока реакција, ќе биде голем скандал. Таквото однесување не ме изненадува, би го оквалификувал како скандалозно. Нам дома ни доаѓаат неофашисти, расисти, како сакате наречете ги, и да не се реагира, тоа е садомазохизам. Извинете на изразот, меѓутоа јас не можам поадекватен израз да дадам. Тие се наводно преокупирани сега со претседателството во ОПСЕ. Јавноста гласно бара сериозна и жестока реакција, па дури се споменува и опцијата Ангел Џамбаски и Костадин Костадинов да бидат прогласени за персона нон грата во Македонија. Според Треневски, оваа опција секако е отворена, но смета дека е доволно и само да не им се дозволи влез на ваквите лица во државава. Нашава земја може да реагира на такви лица едноставно да им забрани влез. Не мора да е тоа со званична нота, едноставно од X причини ги нарушува на интересите на земјата, домаќини или по било кој основ не се совпаѓа со нашите интереси, на граница едноставно да му кажат дека не е добре дојден. Вчера во Скопје со пораки дека Македонија е бугарска со возвишување на Ванчо Михајлов и цар Борис III, со повици дека Делчев, Сандански, Груев биле бугари во организација на ВМРО БНД на Џамбаски, стотина граѓани оддадоа почит за Мара Бунева.